Во 2012 година започнува приказната насловена како Хаемус, Центар за научно истражување, промоција и афирмација на она што значи култура, културни вредности, културно наследство на Македонија, меѓутоа и на Балканскиот полуостров. Кога ќе се спомне Хаемус, сигурна сум дека многумина од вас веќе си ја врзуваат оваа прекрасна приказна, која што годинава некако ќе треба да го изоди 10 годишниот свој пат. Веднаш си ја врзувате приказната со еден лик. Василка Димитровска денес со нас. Василка, добре ни дојде. Добро ве најдов, Каролина. Секој пат е задоволство да се гостува во националната телевизија, особено во твојата емисија, која што на драго срце ја следам уште од својата младост. Ти благодарам за убавите зборови, иако знам колку е твојата љубов и поврзаност со македонската радиотелевизија. Ти благодарам што денес си гостин овде во студиото и во ова издание на емисијата Неделен магазин, особено поради пандемиските протоколи кои што се уште важат, ама еве денес дистанца, колегите со маските заштитни така натаму. А со тебе, впрочем, секогаш сме имале милион теми за разговор. Токму поради фактот што се значи и какви се активности низ годиниве наназад забележува Хаемус. Зошто Хаемус, еве за оние гледачи кои можеби прв пат се вклучуваат во ваков тип на разговор со тебе? Благодарам за убавата најава и представувањето на Хаемус како Центар за научно истражување и промоција на културата, не само на Македонија, туку и на Балканскиот полуостров. Зошто Хаемус? Прво, кога се создадовме во 2012 година, сакавме да направиме една струковна организација која што ќе се занимава со научно истражување и со промоција, менаџмент, едукација на културното наследство и бидејќи сите основачи на Хаемус сме професионалци од одредени области од културното наследство, сметавме дека треба да земеме еден термин кој е географски, но не и политички. Хаемус всушност е еден термин кој што за прв пат е употребен од Херодот во 5 век пред нашата ера, во неговата позната историја, со која што тој ја означил планината која што се наоѓа северно од Грција, од старите грци, кои што ја населувале некои други народи кои што тој ги сместил некаде во тромеѓето, да кажеме помеѓу денешна Србија, Македонија и Бугарија. И всушност Хаемус и со тоа и се занимава со менаџмент, промоција, едукација, научно истражување на балканското културно наследство. Имајќи предвид дека вие сте археолог по професија, магистар по археологија, имајќи предвид дека сите оние, ајде ќе кажам, малубројни луѓе кои се наоѓате во центарот на приказната насловена како Хаемус, сте научници по вокација. Приказната ја започнавте баш онака професионално како што треба. Имате свој грб, изработен од Хералд Јован Јоновски, што всушност означува, и тука бевте некако први кога станува збор за се она како треба да се раскажува приказната. Хаемус нема лого, туку има официјален грб, што би се рекло на англиски coat of arms, и всушност се работи за еден грифон кој што стои врз една планина и држи пенкало во раката, што практично и на некој начин го означува сето она што претходно го раскажав што го работи Хаемус во изминативе веќе скоро 10 години. Оваа година на 5 ноември ќе славиме точно 10 години и мене ми е навистина многу драго поради тоа што сметам дека оставаме голема трага со нашите активности во онаа сфера во која што сме и најподобни да работиме, а тоа е културата и културното наследство. Успеавте ли да направите некаква статистика? Што се Хаемус направи низ годиниве на нас?
Па многу имаме направено. Имаме направено 2 бренда, веќе трет е на повидок и тука ќе го промовираме. Значи, еден од брендовите е Денот на Баба Марта, бидејќи сме многу години врзани со обичајот мартинки, затоа што Хаемус е официјален правен носител на обичајот мартинки во УНЕСКО. Потоа Скупини романи, тоа е специјална едукативна програма која што е наменета за промоција, едукација и популаризација на античкото римско наследство. Имаме римски костуми, накид, керамика, правиме настани, вечери, фестивали и слично. И третиот бренд кој што го создадовме минатата година е Млад истражувач, образовна програма со педагошки карактер, наменета пред се за деца и за млади, бидејќи сметаме дека најдобро културното наследство се учи и се помни кога почува да се запознава уште од најмали нозе. Значи, тоа се трите главни брендови кои што се на Хаемус. Имаме една испостава, Хаемус Травел. Тоа е социјално предприемништво од областа на културниот туризам. И сега, што знам, имаме многу сработено, многу публикации. Имате Хаемус УНЕСКО клуб. Имаме и УНЕСКО клуб Хаемус, така е, да, тој беше вклучен во апликацијата за УНЕСКО. Не можам сега на се да се сетам 10 години работа макотрпна секој ден 24 часа. Ете, затоа реков, направите ли некаква статистика? Многу настани, многу организирање на научни конференции, работилници, секакви фестивали, консултантски услуги, туристички. Тоа посебно, да, веројатно за тоа ќе се видиме на една посебна емисија, бидејќи оваа година ќе дојде до израз резултатот кој што го работевме со тимот на Хаемус изминатите 4 години, но нели мислам дека ќе има прилика да поразговараме и за тој проект. Јас би се вратила сега на она што го спомна како последен бренд на Хаемус. Тоа е едукативната едиција, едукативната приказна, насловена како Млад истражувач. Да. И самата рековте дека најубаво е кога љубовта кон она што го имаме како културно, богато културно наследство, започнува од најраната возраст. И овде сте некако, би рекла, зачетници на едно своевидно движење, ако може така да се изразам, каде што на најмладите им нудите боенки едукативни, сликовници, а за малку повозрасните можеби читанки. Се зборувам за најмладата генерација. Од каде всушност рековте идејата е да им се пренесе љубовта на младите истражувачи? Меѓутоа, чинам дека приказнава е многу убаво наменета некако суптилно и за сите нас. Малку повозрасните. Така е, да. Јас стално кажувам дека тоа е програма Млад истражувач за сите, млади истражувачи, наменета е пред се за деца и за млади, за сите оние што се млади во срцето и сакаат така да истражуваат. Јас тука донесов неколку публикации кои што ги издадовме минатата година. Всушност минатата година издадовме 12 публикации во рамките на оваа едиција Млад истражувач. Тука јас ги донесов, веројатно може да ги видат гледачите, палеонтолошка боенка за деца, насловена како Скопје. Така, палеонтолошки град. За оние кои не знаат, ние имаме многу палеонтолошки локалитети, па и мамути се најдени, значи на територијата на Скопје. Потоа ја создавав на вистина со многу голема љубов и не мислев дека ќе стане публикација, ама кога веќе ја доби таа форма, на крајот ја публикувавме археолошката тетрадка и инвентарна книга на наоди за млади истражувачи. Потоа некако си дојде следствено на тоа праисториска вежбанка и читанка, повторно за млади истражувачи, па туристички водиш низ Скопје, значи за млади истражувачи и продолжуваме понатаму. Кога ми ја спомнуваш археолошката читанка, кој можем... Да, таа е читанка. Апсолутно како прирачник и за младите, и за малку повозрасните, и за многу возрастните. Па дури за студентите по археологија. Така. Колкава е заинтересираноста кај младите луѓе? Да се разбереме, ова ваша дејност, во публикацијата имате
читанки, боенки, така натаму, на различни Вежбанки, јазици, на сите да. оние јазици на кои што се говори во Република Македонија. Така е, да. И заедно со сите овие публикации, сега најново нешто што ќе биде археолошки сет и палеонтолошки сет, повторно велам, за млади истражувачи, пропратено заедно со прирачници и сето тоа. Така да мислам дека заедно сите овие публикации чинат еден свет во кој што кога младите ќе навлезат, ми се чини дека уште од мали нозе ќе ги засакаат археологијата, историјата на уметноста, етнологијата, Можеби тоа палеонтологијата. би беше и целта, најверојатно, Тоа е да ги целта, инфицирате со тој прекрасен вирус и љубов кон се она што значи културно наследство на некој начин сакав на младите генерации да им оставам нешто што јас не сум го имала кога сум била дете. А јас од секој пат сум сакала да бидам археолог, уште во основно оделение, и никој пат не сум ја имала таа привилегија на македонски јазик. Значи, за нашето културно наследство да прочитам, се биле на некои други јазици или за други култури или така нешто малце поопширни енциклопедии. Мислам дека ова е навистина еден убав начин да оставаме на трага, посебно кај оваа помлада генерација, да го негува, да го познава и да го почитува нашето пребогато културно наследство. Ми го спомна пред малку мајчиниот јазик, значи на македонски, на албански, чинам на турски, на англиски, на какви се јазици уште имате? На повеќе јазици се читанките, да, за деца или за млади, еве би сакала малце да поопширно тоа да го потенцирам, за мартинките. И ние ги донесов цела едиција заедно со неколку мартинки кои што ќе бидат изложени на нашиот предстоен настан кој што започнува на 24 февруари. Срекна Баба Марта 2022 година. Меѓутоа, пред да кажам за самиот настан, за самата манифестација, овие читанки, всушност две боенки на македонски и на англиски јазик и 4 читанки на македонски, албански, турски и англиски јазик се производ од еден голем проект, всушност од еден голем грант кој што го добивме од Европската Унија, бидејќи во 2020 година Денот на Баба Марта како приказна беше посебно награден од Европската комисија, 10, и од Европската Унија како една од 10 најдобри приказни на Европа. Само прости, Василка, простата, Срекна Баба Марта е, би рекла, една прекрасна, ако може така да се изразам, мултикултурна, мултинационална приказна, каде што се вклучени, Македонија, Бугарија, Романија, Молдавија. Така, да. И можеби на Европа како ретко кога досега и се потенцираше тоа прелевање на културните вредности, на приказните што ги има впрочем Балканот. Ако ги земеме почетоците, значи на самата манифестација и на Баба Марта, значи би сакала прво да кажам дека Хајмус во оваа приказка влезе во 2013 година благодарение на една покана од Управата за заштита на културното наследство и од Институтот за фолклор Марко Цепенков. Така. Тие бара во тоа време соодветен носител кој што мора да биде организација и кој што мора да доаѓа од заедницата за да биде носител, значи, на ова наследство во Македонија. И ние уште тогаш подпишавме еден меморандум, се обврзавме дека ќе го чуваме, ќе го негуваме тоа наследство, дека таа традиција ќе се обидеме да ја пренесеме на другите, да ја популаризираме во печатени телевизиски медиуми и така натаму. И дека ќе направиме така еден настан за да можеме тоа да го означиме. Така, од еден настан, се сеќавам во Сити Мол, кој што траеше 2 или 3 часа, еве сега, после 9 години, значи, имаме традиционална манифестација, која што ова 2022 година ќе се одвива на првиот кат од трговскиот центар Лиса, на почетокот од Ново Лисиче. И се работи веќе за една комплексна манифестација која е создадена
од многу компоненти ќе треба да дојдат гледачите на македонската телевизија да видат зашто се точно се работи изложбен простор, изложбени артефакти, експонати, мартинки кои што може да си ги набава за своите најблиски, се рачно и оригинално изработено. Ние сме сепак носители на мартинките во УНЕСКО и наша обврска е да тоа биде и рачно, да биде и оригинално, ама сепак да биде и во склад, нели, со некои нови модни трендови, како што си овие мартинки кои што ги донесов, значи кои што според наши дизајни ги црташе и сум му многу благодарна на уметникот и на илустратор Зоран Кардула, кој што практично минатата година даде еден нов лик, еден нов имидж на целата манифестација и на сите наши заложби, бидејќи знаете, најблиску стигнувате до луѓето ако успеете прикладно да го визуализирате културното наследство. Мислам дека сепак овој пат навистина успеавме и самата манифестација, самата визуализација да ја подигнеме на едно уште по-високо ниво, но се уште го задржуваме оној пристап со граѓаните кој што не е формален и кој што не е во некој музеј или во некоја друга институција, бидејќи така и ни беше советувано, всушност, и така и според конвенцијата на УНЕСКО, да тоа го правиме на еден таков неформален, значи начин, преку една неформална едукација, бидејќи интеракцијата и трансмисијата на културното наследство, особено за мартинките, е неверојатна. Енергијата која што се случува тие 5-6 дена на нашиот настан е неверојатна. И јас благодарам и на Институтот за етнологија и антропологија, тие секоја година, значи, ни праќаат по неколку студенти кои што се дел од оваа манифестација и кои што на овој начин се запознаваат со менаџментот на културното наследство, но наместо додат на терен, тука теренот ги има директно, бидејќи самите луѓе доаѓаат и си кажуваат. И веќе тука ги имате сите приказки, правиме аудио, правиме видео записи и така натаму. И сега јас тука мора да споменам нешто. Си ветив дека ќе го кажам. Значи, морам да заблагодарам на македонската телевизија, особено на утринската програма на македонската телевизија за сета она подршка и промоција во сите изминати 9 години. Значи, без никаков пропуст, бидејќи сметам дека поддршката од националната медиумска куќа, која што ја имаме во сите овие години, практично направи толку многу голема популаризација на нашата манифестација, па и генерално на обичајот мартинки, што еве за прв пат во твојата емисија ќе кажам дека на 1 март утрината, македонската телевизија, утринската програма ќе го има ексклузивното право да емитува наш анимиран документарен филм наменет за деца и за млади, кој што ни беше резултат, исто така, од тој проект, таа награда од Европската унија. Епа, благодарам и во име на колегите на Добро утро Македонија, меѓутоа се разбира во своје име и во име на сите колеги. А кога веќе зборуваме за македонската радиотелевизија, за твојата љубов, низ годиниве наназад, може би од тука изборува Радио Скопје. Така, се роди. Се роди како идеја. А потоа, нели, такви какви што сте во ХМУС, и вие особено, нурнавте во истражување на сите оние стари фотографии, на записите, на сведоштвата, на документите, на аудио-видео материјалите. Што беше интересно, што беше тешко, најтешко што ви беше, додека истражувавте за зборува Радио Скопје, градот убав пак ќе никне. Јас прв пат ја промовирам оваа книга. Ја издадовме пред неколку месеци, практично ја вообличивме пред неколку месеци. И таа е плод на една моја многу голема љубов кон Скопје, ма и Скопје мене генерално ми е многу голема љубов, бидејќи тоа е мојот роден град, тоа е местото каде што живеам, истражувам и најмногу, веројатно, ја познавам неговата историја и неговото минато и неговото наследство, но за да не заборавам нешто, јас си направив потсетник и сега ќе морам да го земам, нели, место на хартија,
така, новите генерации, ние сите си запишуваме дигитално, за да можам да кажам, да не испуштам нешто, бидејќи има неколку точки кои што ми се особено важни, од кои што некои повторно не враќаат овдека во македонската телевизија. Прво вака, инспирацијата за нашето истражување потекна од еден сосема обичен пост на Facebook групата Стари Скопјани, во која членуваат, не сум сигурна, ама може би околу 30.000 луѓе, каде што дневно луѓето ги споделуваат своите спомени, своите емоции, своите размисли, своите погледи. И фотографии, и стари Тоа е една видеа. фантастична архива и така јас во еден обид да откријам на луѓето кој период им е најблизок. Значи на оваа генерација која што сега постира и која што сега е активна, испадна дека тоа се 70-тите години, но во коментарите на тој пост, значи, тие 70-ти години практично секој пат се навраќа на земјотресот во Скопје. Сега, мојата фамилија за среќа го има преживеано земјотресот од 26 јули 1963 година и јас од моите родители имам толку многу информации и од моите родители, и од пријатели, и од роднини и така натаму, што и пред да почнам било кој истражување, јас имав огромна архива. Значи, не само на информации, туку и на изјави, на фотографии и на многу други материјали. Сега, ни се случи да добиеме грант за еден проект, каде што проектот беше всушност истражување низ архивските материјали. И ние рековме да видиме што се можеме, нели, да истражиме, и се разбира дека тоа архивско и тоа кабинетско истражување кое што траеше 2, па скоро веќе и 3 години, изроди многу материјал кој што требаше да се синтетизира, требаше да се концептуализира и така натаму. Да, и сето тоа значи надоградено со вистински емотивни изјави на стари скопјани, оние кои што го преживеале овој земјотрес и кои што и ден денеска толку живо се сеќаваат на некои настани, настани кои што не можат да се најдат дури ни во медиумите. Но главната цел ни беше известувањето на медиумите, особено на домашните медиуми, за овој земјотрес, бидејќи практично тие биле базата од која што светските медиуми ги превземале сите информации, и тоа не врати, нели, назад во тогашното Радио Скопје. Тоа е една година пред да се создаде телевизијата, и таа една фамозна реченица на радиото: ви се одјавуваме со песната на Шарл Азнавур и така натаму, за да утрината се најави со зборува Радио Скопје, ви се јавуваме од импровизираното студио. Сега, тоа импровизирано студио ни направи дополнително истражување. За да можеме да ја визуализираме оваа корица која што имаме и која што ја нацрта и илустрираше авторката Катерина Николовска, ние моравме да посегнеме по луѓето кои што се вработени или некој пат биле вработени, а сега се пензионери, значи во тогашното Радио Скопје, бидејќи од историски извори се знае дека зградата била срушена и тие направиле во некој комбе од својот возен парк, импровизирано студио со кое што се движеле и известувале, нели, околу Скопје за сите случувања кои што се случиле. Дури луѓето можеби не ја знаат информацијата дека она позната страница од 26 јули, таа не е печатена во Скопје, туку е печатена во Косово, вестникот Нова Македонија, кој што постојано се постира. Значи дури и во тоа време успеале, значи, новинарите со сите сили и ресурси што ги имале, значи да се изборат да стигнат информациите. Јас сум иначе многу емотивна кога зборувам за тој период. Јас не сум била жива, јас сум нова генерација. Меѓутоа, толку многу имам слушано и толку многу се соживувам, значи, со тие автентични изјави на луѓето кои што ги имаат тие живи сеќавања, што сакавме сето тоа на еден многу убав и приемчив начин да го приближиме за пошироката публика. И од тука испадна тој
назив или тоа именување, зборува ради Скопје, градот убав пак ќе никне. Градот убав пак ќе никне, знаеме, тоа е една многу позната детска песна од Златно Славиче и со тоа сакавме да ја заокружиме, нели? Таа приказка за земјотресот. Јас се надвам дека секој кој што ќе ја прочита, иначе тие што ја прочитале од почеток до крај, тоа е научно истражување, меѓутоа е популаризирано со колегата Александар Маџовски, кога го пишувавме, сакавме на еден многу попластичен начин, да не биде тоа сурово, сирово, историско и архивско раскажување, туку на еден многу попластичен начин на луѓето да им го доловиме тој период и се оно што се случувало моментите пред, за време на земјотресот и веднаш после тоа. А се разбира дека македонското радио, а потоа македонската телевизија имаат одиграно голема улога. Искрена благодарност, можеби заради таквата искрена љубов. Ова е толку топло и толку човечки. Како едно навраќање во минатото, меѓутоа можеби како и еден вид посвета на Хаемус и ваше лично на градот кој што и самиот ви даде толку многу љубов и толку многу причини за работа. И толку многу нели презентацијски тури низ него. За секогаш да откривате нешто ново. И секогаш сите оние што ве слушаат на вашите нели авантуристички, туристички обиколки низ градот. Дали се работи за старите скопски палати, да кажеме, дали се работи за византиските споменици, дали се работи и така натаму, и така натаму. И секогаш повторно да се навраќаат и да велат ова е нешто ново што досега не сме слушнале. Така, да, кога веќе го спомена градот Скопје и самиот град Скопје, значи зборувам сега како административна нели целина општина град Скопје, и ни има помогнато во некој, особено од овие изданија, значи зборува Радио Скопје и за делот на млади истражувач, бидејќи ги кофинансираа, значи дел од нашите истражувања и дел од нашите публикации, така да еве ова е навистина официјална можност јас јавно да се заблагодарам на поддршката која што и самиот град ја упатува кон Хаемус. Јас реков на почетокот дека со Василка Димитровска, магистерот по археологија, има за многу работи што да се зборува и некако навистина речиси неосетно поминаа сите овие минути. Среќна баба Марта се прославува на првиот ден од месецот март. Емисијава се емитува на 27 февруари, на предпоследниот ден од месецот февруари. Може ли накратко сега, знам дека имате милиони идеи и размислувања за тоа како ќе течат активностите на Хаемус, меѓутоа што е она што посебно Василка Димитровска ужива да го прави кога станува збор за сите овие активности? Дали тоа може би непосредниот контакт со вашата публика? Со вашите клиенти, со вашите со луѓето? Јас обожавам да раскажувам за нашето културно наследство. Мислам, јас живеам, спијам, создавам, го пресоздавам нашето културно наследство, пишувам, зборувам, правам се што можам за да информациите и љубовта моја кон културното наследство стигне и до другите луѓе, бидејќи нели секој гледа со различни очи. Меѓутоа, да, неколку пати во текот на годината, барем така беше пред пандемијата, да, ние правевме едукативни интерпретацијски тури на разна тематика, отоманско наследство, палатите на Старо Скопје. Последниот пат беше минатата година во септември, имавме интерпретацијска тура низ неолитското село Тумба Маџари, тоа стварно помина фантастично и еве јас чекам пролет повторно, нели според одредени протоколи, нели помала група, повторно да ја пуштиме, особено тоа е за тие млади истражувачи, многу интересно, ама ни доаѓаат и така возрастни, кои што реков, нели, се уште истражувачи во душата се млади, така, да. Нема да прашувам која сокри Јустинијана прима. Нема да прашувам. Нека остане тоа за некоја следна емисија и следно гостување на Василка Димитровска. Благодарам, Каролина. Навистина е големо задоволство да се гостува во твојата емисија. Ти благодарам од се срце за огромната љубов кон сето она што значи културно наследство
и на Македонија, меѓутоа и културно наследство и на Балканскиот полуостров. Зошто нели? Сите сме едно всушност кога станува збор за љубовта кон она што ни го оставиле генерациите пред нас. Ти благодарам и се надевам се гледаме на 1 март. Среќна баба Марта. На баба Марта. Ете така. Те очекувам на манифестацијата. Ти благодарам во се срце. Тоа беше Василка Димитровска, а ние ве покануваме да останете понатаму со нас.